Почитувани присутни, еве веќе трет ден како дебатираме за пописот и она што би можела да констатирам дека сите се согласуваме е очигледно. Еве ќе поставам едно прашање. Дали сите политички чинители во Република Македонија, ВМРО, СДСМ, БЕСА, Алијанса, Алтернатива, како и Левица, се согласни дека треба да имаме попис? Да. Дали сме подготвени да седнеме заедно и да направиме добар закон за попис на кој што сите ќе бидеме горди? Не. Дали знаеме како да го спроведиме таквиот закон? Очигледно дека не. Меѓутоа, зошто е прашањето? На кого во оваа држава конечно после толку години не му одговара да имаме правилно спроведен попис? Затоа што очигледно на некому не му одговара да имаме реално национално пребројување. Децении наназад најчесто дискутирана статистичка активност е пописот на населението. Само реалистичко пребројување може да гарантира употребна вредност на резултатите од оваа најобемна и најскапа статистичка активност. Од тука можам да забележам дека од овој предлог на закон, кој што вие не го браните очигледно, ние како држава не сме подготвени да го спроведеме и после толку години ова онака како што треба. И доколку се разгледа целиот овој закон, ќе извлечеме еден заклучок дека од сето ова што до денес е сработено, оваа статистичка операција повторно нема да биде направена онака како што е потребно. Односно, од досегашното сработено на релевантните институции одговорни за пописниот процес, содржината на пописните прашалници, степенот на подготвеност и нивото на компатабилност на збирките на податоци со пописната методологија, методите за евалуација на квалитетот на пописните резултати и така натаму, како и на предлог законот за подпис, домаќинства и становите на Република Македонија за 2020 година, очигледно е дека не сме подготвени и не знаеме како правилно да го направиме. Само попис реализиран низ транспарентни и јасни процедури за секоја фаза од пописниот процес може да обезбеди доверба во пописните податоци. Затоа, предлог закон за попис мораше детално и внимателно да биде разгледан од страна на стручната и на пошироката јавност и каков и да било сомнеш за понудената регулатива не смееше да се остави. Дали, почитувани, вие разговаравте со стручната јавност? Дали имаше некаква дебата? Дали јавноста е известена што всушност и како всушност ќе се реализира овој процес? Дали седнавте со опозицијата? Имавме прилика да видиме дека не прифативте ниту еден од понудените суштински амандмани за кои што дојдовме и дебатиравме. И начинот на кој што овој закон го поднесовте во Собранието на Република Македонија повторно е дилетантки. Го поднесовте со европско знаменце, меѓутоа очигледно е дека не ви одговара да прифатите ниту еден амандман, затоа што ќе сметавте дека едноставно ќе признаевте дека нешто не достига во вашиот закон. Бидејќи овие неколку дена сите колеги ги зборат истите работи, кои очигледно не ви одговараат, она што најмногу недостасува, јас би сакала само да потенцирам дека она што најмногу недостасува во овој закон е методологијата. Во претходниот закон методологијата постоеше. Зошто не стои сега? Зошто методологијата не ја ставивте
во рамките на овој закон. Кога има недоречености, секогаш се остава простор за сомнеш, за било каков сомнеш. Какви чисти намери да имате, со овој предлог на закон ние не можеме да ги видиме. И токму поради тоа не веруваме дека имате искрени намери да спроведете попис како статистичка операција, туку повторно ќе направите една политичка операција која што сами ќе ја искреирате онака како што вам ви одговара. И доколку би ги подредила недостатоците на овој закон, би кажала дека се во 3 сегменти. И тоа, во првиот сегмент имате некомплетни дефиниции, затоа што доколку немате дефиниција, се отвара простор за многу различно размислување и различно толкување. Понатаму, имате прашање кое што треба да знаете да го одговорите, а тоа е како ќе се спроведе попишувањето, за кое што веќе кажав. Методот на попишување не е специфициран во предлог законот за попис. Испомнато е само прибирање на пописни информации со користење на пренослив компјутер и истовремено користење на збирки на податоци. Во недостаток на јасни и прецизни дефиниции, за кои што претходно кажав, на постапките за попишување се појавуваат многу методолошки дилеми и недоверба во веродостојноста на податоците кои што ќе бидат собрани. И последниот елемент за кој што можеби најмногу зборувавме сите ние е дали сме подготвени национално да се преброиме во април 2021 година. Односно, за да се спроведе еден ваков процес во кој што треба да имаме многу обучени луѓе, треба подолг период сите да направиме една, односно вие да направите една подолга анализа, подолга обука, да оставите простор за да може, затоа што законот е едно, спроведувањето на терен е нешто сосема друго, што дури може би е многу побитно за разлика од тоа што вие си предпоставувате дека треба да биде. И заради тоа што поставив 3 клучни прашања и заради тоа што 3 дена истите се поставуваат, а вие не ни дадовте одговори, само ќе констатирам дека ние не сме подготвени да спроведеме една таква статистичка операција, која што ќе биде потребна на Република Македонија и за сите граѓани на Република Македонија за креирање на политики, за креирање на стратегии кои што се нужно потребни за сите нас. Не само од вие од власта, се нужно потребни и за нас, затоа што ништо не е вечно. Ниту власт, ниту опозиција, све се менува, све тече се менува. Меѓутоа, нужно е потребно ние национално да се преброиме, да видиме кои сме, шо сме, какви сме, колку сме. И согласно со тоа да ги креираме нашите политики. Меѓутоа, повеќе од очигледно е, преку постапката на која што го носите овој закон, преку неприфаќање на ниту еден амандман, преку неседнување на иста маса, дебатирање, излагање на сите различни ставови, да видиме до каде може, како може, кој е најдобар начин да го направиме. Очигледно дека вие нешто криете, повторно сакате да направите нешто од кое што ќе се срамиме и повторно со истото сакате да манипулирате. За жал, ова е начинот на кој што подолг период функционира, за жал СДСМ. За жал, јас морам да констатирам дека откако сум пратеник во Собранието на Република Македонија, единствено дебатираме ние, пратениците од опозицијата, кои што аргументи имаат, волја имаат, меѓутоа најбитно е што власта нема волја и не знае како треба да се спроведе едно попишување сега во овој момент, па и за другите закони, туку едноставно тера инат и спроведува она кое што мисли дека треба да се спроведе. Ви благодарам. Благодарам.